Дејан Джингов дипломирал, магистрирал и докторирал на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Скопје, Република Македонија. Завршил постдипломски студии на Универзитетот во Риека, Република Хрватска. Автор е на десетина монографии и зборници на документи. Работи како научен советник, редовен професор и раководител на Балканолошкото одделение во Институтот за национална историја во Скопје, Република Македонија. Учествувал на повеќе од 40 меѓународни конференции, семинари и тркалесни маси во 12 држави. Бил делегат во Република Македонија во научниот комитет при International Holocaust Remembrance Alliance и visiting професор на Универзитетот во Лајпциг. Учествувал на десетина меѓународни национални проекти, од кои најзначајни се Verkstihungsstrasse во организација на Институтот GWZO Leipzig и Oral History Interviews of the Former Yugoslavia, Witness Documentation Project in Macedonia, во организација на United States Holocaust Memorial Museum. Почитувани, на 2 август 1944 година, на првото заседание на АСНО, невозрастниот делегат Панко Брашнаров во својот поздравен говор при отворањето на антифашистичкото собрание и другото кажа. Знам дека благо да каже, јас сакам да го кажам на македонски. Кратко. Во овој момент, цитирам, во овој момент, на ова историјско место, свети отец Прохор Пчински и на овој историјски ден Илинден, кога објавувам дека е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душава ми е преполна со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки од Чиња до Вардар, до Местер и до Бистрица, заплескувајќи целата македонска земја, сакајќи од македонскиот народ да го измијат десетвековниот робски срам од пропаста на Самоиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Крај на цитат. Овој труд имаше поинаков работен наслов, имаше една по-сурова и по-драматична форма, која беше именувана четирикратното убиство на АСНО. Акцентот на овој труд е ставен токму врз процесите на негација и минимизирање на асновските постулати, на ништење на придобивките од народно-ослободителната борба, но маловажување на сето она што е постигнато. И фактички овој труд е една елегија за она што го имавме, за она што можевме да го имаме и за она што постепено со годините и процесите низ кои минуваме го губиме. Како што споменав на почетокот, првото заседание на антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија се одржало на 2 август 1944 година Илинден во манастирот Свети Прохор Пчински. Тоа всушност представувало врховно извршно и законодавно тело на се уште нецелосно ослободениот дел на Вардарска Македонија. На првото заседание биле донесени решението за прогласување на АСНО за врховно законодавно извршно народно представничко тело, највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, декларација на АСНО за основните права на граѓаните на Демократска Македонија, решение на АСНО за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава и решение на АСНО за прогласување на Илинден 2 август за народен и државен празник на македонската држава. Покрај овие незначајни акти бил избран и президиум на АСНО кој имал улога на извршна власт, односно влада. Президиумот имал 20 подпредседатели, 20 секретари и 17 членови. За председател избран Методи Андонов Ченто, за подпредседатели Панко Брашнаров и Емануел Чучков, а за секретари Љупчо Арсов и Владимир Полежиновски. Со одржувањето на првото заседание практично биле удрени темелите на новата македонска држава, секако во составот на Југословенската федерација. Чин 1 или првото убиство на АСНО 1945-1950 година. Помеѓу 14 и 16 април 1945 година било одржано третото или, како што официјално именувано, второто вонредно собрание на АСНО. На собранието биле оценени извршните ингеренции на АСНО како незначаен орган на македонската власт и истите биле префрлени на владата на Народна република Македонија. Собранието на АСНО продолжува да действува како собрание на Народна република Македонија.
И иако од правен аспект, овој след на настанет има логичен тек, кога ќе се навали за под површината, всушност се работи за еден процес на елиминација на македонската интелектуална авангарда. Процес во кој најголем дел од истакнатите македонски дејци биле елиминирани, некои физички, некои политички, а некои и политички и физички. Практично, првото убиство на Аслон трајало во периодот 1945-1950 година, кога цела плејада македонци, луѓе кои во многу наврати биле предвестници и предводници на процесите исчезнали од политичката и јавната сфера. Голем дел од нив загубиле граѓанските права, некои завршиле во затворите во Македонија и Југославија, некои биле во куќен притвор, а некои преселени од Македонија и назначени на многу пониски позиции. На тој начин била убиена секоја идеја за ревизија на границите воспоставени во 1913 година со Букурештиот мировен договор и обединување на трите делови на Македонија. Без да навлегувам во детали во нивните биографии, ќе споменам само дел од истакнатите македонски интелектуалци преку чија елиминација практично беше извршено првото убиство на Аслон. Методи Андонов Ченко, трговец, учесник во Народно-ослободителната борба, член на главниот штаб, председател на иницијативниот одбор за свикување на Аслон, председател на президиумот на Аслон, уапсен и осуден на 11 годишна затворска казна за непријателска дејност. Починал во 1957 година од рак на желудник, откако му било одбиено барањето да му биде издаден пасош за лекување во Швајцарија. Панко Брашнаров, кој што го говореше Благо, учител, учесник во Илинденското восстание, еден од основачите на ВМРО Обединета, учесник во Народно-ослободителната борба, член на Аслон и подпредседател на президиумот на Аслон, уапсен во 1948 година и испратен на голиото каде што починал. Павел Шатев, учител, еден од солунските атентатори и човекот кој го поставил експлозивот на францускиот брод Гвадалкивир, учесник во Балканските и Првата светска војна, еден од основачите на ВМРО Обединета, делегат на Аслон, министер за правда во президиумот на Аслон, уапсен за непријателска дејност во 1948 година и по 11 месеци престој во затвор, испратен во куќен притвор во Битол. Бидејќи не му било дозволено да се лечи, умира осамен во домот во 1951 година. Емануел Мани Чучков, универзитетски професор, еден од основачите на младата македонска тајна револуционерна организација, делегат на Аслон и втор подпредседател на президиумот на Аслон. Во 1945 година бил назначен за министер за Македонија во сојузната влада, но набрзо поради неговите отворени промакедонски ставови е разрешен од функцијата, вратен во Македонија, каде што работел во Народната библиотека во Скопје. Владимир Колежиновски, учесник во Народно-ослободителната борба, член на Аслон, во периодот меѓу двете светски војни дипломирал правни науки во Париз, а во 1939 година станал доктор на науки на Универзитетот Сорбона. Зборуваме за 1939 година. Во Втората светска војна бил шеф на војната мисија на Југославија во Франкфурт во составот на главниот штаб на англо-американските сили. Во 1947 година е отповикан и вратен во Југославија и 4 години подоцна е осуден како народен непријател и испратен на Голиот. Петр Пирузи, еден од основачите на македонскиот национален покрет, познат како МАНАП, учесник во Народно-ослободителната борба, делегат на Аслон и прв повереник за правосудство во президиумот на Аслон. Во 1947 година му била одземена веќе доделената партизанска споменица 1941 година, изгубил граѓанските права, 3 години подоцна бил осуден и испратен на логорот Голи оток. Теоријата дека простите неуките македончиња кренаа восстание кондурачиите и така натаму, целосно е неточно. Ние имавме интелигенција која што ја водеше таа борба, меѓутоа таа интелигенција беше целосно елиминирана. Ова се само дел од македонските интелектуалци кои наводно во одржувањето на Аслон биле елиминирани од политичкиот и јавниот живот. За една мала држава во која образованието поради историските процеси и економската нестабилност представувало вистински луксус, елиминацијата и само на еден прогресивен промакедонски интелектуалец било премногу, но тука се работи за системско елиминирање на цела плејада. Практично една половина од македонската интелектуална елита била збришана во текот на Втората светска војна од окупаторите, останатиот дел бил елиминиран по војната. На овој начин Аслон и неговото наследство добиле сериозен удар само по нецели 5 години од неговото одржување. Чин 2 или второто убиство на Аслон.
Второто убиство на Аслун се случи 1990 година во предвечерието на одржувањето на референдумот за независност на Република Македонија од 8 септември 1991 година, именуван и како Трет Илинден. На 30 јули 1990 година, кога распадот на Југославија веќе беше извесен, а национализмот имаше своите проблесоци во сите поранешни југословенски републики, македонската влада упати апел до македонските граѓани да не одат во манастирот Прохорчински, цитирам, за да не се креваат тензии. Практично во 1990 година за прв пат не е одбележена годишнината од одржувањето на првото заседание на Аслун. На Илинден 1990 година манастирот беше опколен од приврзаници на српскиот радикал Воислав Шешел, кои не дозволуваа македонци да влезат во кругот на манастирот. Изјавите на Шешел дека, цитирам, за 6 часа ќе прегази Македонија, крај на цитатот, и цитирам, Прохорчинскиот српски манастир нема што македонците да бараат таму, крај на цитатот, резултираа со негово демонстративно кршење со чекан на спомен плочата која беше поставена таму. Подоцна деловите од плочата беа однесени во музеот во Врање и им се губи секаква трага. Неколку години подоцна, откако избива пожар и оригиналната поставка во просторијата во која било одржано првото заседание на Аслун е целосно отстранета. И наместо користење на дипломатски методи и преговори за зачувување на артефактите и пригодно одбележување на овој најзначаен настанок во новата македонска историја, на Илинден 2004 година, на 60 годишнина од одржувањето на Аслун, тогашната влада на Република Македонија го отвори комплексот Пелинце во близина на Куманово, каде што е направена реплика на спомен собата во Прохорчински, каде што се направени копии верни на оригиналот. Практично, од 2004 година до денес, Аслун го учествуваме на копии кои се верни на оригиналот, бидејќи не направивме ништо за да го зачуваме во оригиналот. Чин 3 или третото убиство на Аслун по периодот помеѓу 1990 година и 2000 година. Иако бројни домашни и странски аналитичари сметаат дека Македонија ги избегна војните при распадот на Југославија и релативно мирно ја оствари својата независност 1991 година и честопати беше именувана како оаза на мирот, во 2001 година се случи војната во која практично македонските полициски воени сили победија на теренот, но политичарите загубија нивната борба на преговарачката маса. 13 август 2001 година во Охрид беше потпишан Рамковниот договор со цел окончување на воените действија и реформи во македонското општество. Перцепирано од страна многу едноставно да се каже дека мирот нема цена и дека во контекст на смирување на тензиите беше неопходно да се направат корекции на уредувањето на државата. Иако декларативно е наведено дека територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија, како унитарниот карактер се неповредливи, во суштина зададен е силен удар и врз суверенитетот и врз унитарност. Преку јакнењето на локалната самоуправа со цел зачувување на идентитетот на заедниците, практично се изместени темелите на унитарниот карактер. Од тука, согласно договорот, секоја државна институција за плаштот на недискриминација и рамноправен третман мора во составот на вработените да има точен процент на секој од заедниците кои живеат во Македонија или на сложното балансир. Уставните амандмани, законите за локална самоуправа, изборот на суди во македонското собрание и ред други правни акти се обврзани да бидат донесени со мнозинство пратеници. Некои со двотретинско мнозинство, меѓутоа и со мнозинство гласови на пратениците кои потекнуваат од помалите етнички заедници. Дополнително, за сите правни акти кои се однесуваат на културата, употребата на јазикот, личните документи, користењето на символите на државата и слично, се потребни истите услови. Практично со подпишувањето и спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, македонците го изгубија државотворниот субстрат, кој беше втемелен врз начелата на Аслун и македонското општество премина во нова фаза во која се уште не е даден одговорот на прашањето а кому припаѓа Македонија или кому припаѓа држава. Бидејќи при промената на преамбулата на уставот, македонците од уставотворен народ се ставени во групата делови на народа и во мултинационално општество во кое доминираат два етни. Чин 4 или четвртото убиство на Аслун од 2018 година до денес. Последниот удар врз Аслун и врз аслунските придобивки беше зададен, барем засега, од 2018 година со подпишувањето на Преспанскиот договор во Невици, на брегот на Преспанското езеро. Кога ви прашале некој обсерватор од дистанца да ја протолкува атмосферата при подпишувањето на договорот,
Многу едноставно би одговорил дека Република Македонија преку својата влада и двотретинското мнозинство пратеници сама побарала да биде преименувана и се откажала од уставното име Република Македонија, име под кое беше признаено од 2/3 од државите во светот. Меѓутоа, под површината се работеше за еден долготраен процес во кој беа употребени сите легални, полулегални и нелегални методи за окончување на наметнатиот спор за името и подпишувањето на договорот. Што доби и што изгуби Македонија со подпишувањето на договорот? На прашањето што доби е многу едноставно да се одговори. Доби ново име на државата и некакво квази ветување дека нема да биде попречувано на патот на Европската унија и НАТО. Меѓутоа, прашањето што изгуби е многу тешко да се одговори, бидејќи секојдневно македонското општество се соочува со нови и нови отстапки, со нови омаловажувања, со нови порази. Сите национални институции беа приморени да го променат своето име, доколку во нивното именување стоеше според Македонија или македонски. Па така, например, македонска опера и балет стана национална опера и балет, македонски шуми стана национални шуми и така натаму. Македонските граѓани беа и се уште се приморени да ги променат своите документи со новото наметнато име на државата. Секоја од државните институции мораше да ги промени своите печати на секој споменик и артефакт кој што е помнаден на територијата на Македонија, а символизира и потекнува во античкиот период, беше задолжено да се стави надпис дека тој споменик или артефакт представува предмет кој припаѓа на хеленската култура и историја. Во екот на лудилото и откажувањето од сопственото наследство дури се брусе и шахти на кои беше аплицирано сонцето од Кутлиш. На барање на грчката влада македонскиот парламент гласеше за промена на уставот, па дури на преамбулата, во која целосно е избришен Аснум и неговите постулати и на сметка на намалувањето на вреднувањето на Аснум е зајакнато вреднувањето на Охридскиот рамковен договор. Практично, со Преспанскиот договор Аснум и неговите принципи се ставени во подредена улога во однос на Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, и покрај потребата на сите методи кои стоја на располагање на тогашната власт, низ медиумска кампања, ветување за европски вредности, силна поддршка од меѓународниот фактор, останува неспорниот факт дека на референдумот кој беше одржан на 30 септември 2018 година, мнозинството македонци преку бојкот јасно покажаа дека не се согласуваат со Преспанскиот договор. Од тука секој легитимитет за промена на името исчезнува, бидејќи согласно решението на Државната изборна комисија, референдумот беше неуспешен. И на крајот, во воздухот останува да лепне прашањето што е денес Аснум. Аснум во суштина е еден медал со две страни. Едната е сјајна и блескава, другата е избалкана и запоставена. Аснум е кохезивниот фактор, она што ги поврзува минатото, сегашноста и иднината. Аснум е плод на вековната борба и стремеж и веројатно токму поради тоа, ударот врз Аснум и асмомските темели е најсилен, најторжествен. Преку задавањето удари на Аснум, балканските мародери се уште ја сквернават својата македонска жртва. Истовремено, реално е да се каже дека Аснум, за жал, е и само дел од колективниот идентитет кај повозрастните македонци, мечта за некои минати времења, еден споменик во Скопје, еден мемориален центар со копии верни на оригиналот и сеќавање на секој илен. Аснум и неговото наследство, за жал, се плен на оној пештерски автошовинизам, во кој најбрутално се презира и ништи своето, нашето, македонското, за сметка на некои идеали кои се толку абстрактни и во овој момент недопирливи. Која страна на медалот ќе ја носиме наградите како народ во иднина, за жал, повеќе не зависи од нас. Зависи од идните генерации. Благодарам. Браво, браво.